Нашата вечерашна емисија, драги гледачи, ја посветуваме на активноста, на проблемите и на плановите на пливачкиот клуб Струга. Само да додадам на почетокот, пливачкиот клуб Струга од Струга е веќе неколку пати првак на Републиката во пливање, а 1966 година на државното првенство во Загреб во младинска конкуренција го освои одличното трето место. Во разговорот на оваа тема ќе учествуваат Петар Милев, председател на Општинска Совка, Ацо Нестор, председател на пливачкиот клуб Струга и Виктор Ашталко, член на управата на пливачкиот клуб Струга. Јас спомнав, другари, на почетокот дека Струга, вашиот пливачки клуб, е веќе неколку години најдобар во Републиката, а на првенството во младинска конкуренција пред 2 години успеа да го освои третото место. Анализирајќи го овој успех, би рекол зошто минатата година не учествувавте, зошто според резултатите од претходната година многумина во нашата република очекуваат уште подобар успех. Да додадам дека на последниот пленум на Пливачкиот сојуз на Македонија на страница 6 стои забележено дека Пливачкиот сојуз на Македонија има доделено наменски средства на пливачкиот клуб Струга од околу 200.000 стари динари за учество на државното првенство, а пливачите од вашиот град не учествуваа. Зошто? Повелете. Пливачкиот клуб Струга, кој го освои 66 година, како што нагласивте, на Сојузно првенство на Југославија, трето место во младинска конкуренција, имаше намера да учествува и во 67 година и се припремаше за тоа да го одбрани, да го подобри или да ги одмери во крајна линија снагите со останалите клубови во Југославија. Меѓутоа, ние во Струга, клубот во Струга се жртвува заради Републичкото првенство на Македонија. Бидејќи истото се одржуваше само еден ден порано од сојузното првенство и не бевме во состојба да учествуваме на двете првенства. Значи од оправдани причини не учествувавте. Сепак тоа беше првенството се одржа во Струга, а по пропозициите порано требаше да се одржи во Скопје. Скопје отказа да го одржи првенството и токму поради тоа се наложи да го прихватиме ние. Во последен момент, во последно време. И поимливо е, утредента требаше да заминиме на првенство, меѓутоа физички не бевме во можност да го тоа сториме. Затоа што не стасавме на датата на почнувањето на првенството. Тој е узрокот што не отидовме на првенството. Да, тоа веќе помина долго време, подобро да се вратиме на овие сегашни теми. Другар Нестор, забележувам овде околу базенот доста млади пливачи. Од кога кај вас работи пливачката школа и поопширно запознајте не со неа? Уште од текот на 1966 година се извинувам, кај нас работи пливачката школа. Низ пливачката школа минуваат повеќе пионири од млада возраст, кои што понатака ни селекција стануваат и пливачи на нашиот клуб. Во текот на ова време низ пливачката школа минале повеќе од 500 пионири. Дали имате доволно тренерски кадар? Капацитетите на пливалиштето дали задоволуваат вака еден голем број нормално да се школува? Капацитетот на пливалиштето допушта, меѓутоа со тренерскиот кадар не стоиме најдобро. Ни требаат повеќе тренери кои што би можеле да работат со децата од пливачката школа, но во овие услови на немање ние се задоволуваме со она што го имаме. Сега сме во текот на пливачката сезона, да се подсетиме колку рекорди пливачите од Струга држат во Републиката. Не е комплетно, меѓутоа 118 према евиденцијата која располага и Пливачки сојуз и ние. А другите клубови? Па другите клубови некаде околу 45, така 46 некаде. Значи 65% од рекордите ги држат пливачите од Струга. Тоа се, другар, големи резултати, убави постигања. Каков третман имаат пливачите во Општинска Совка, мислам при распределбата на средствата? Расположивите средства со кои Совка располага се минимални. Меѓутоа, пливачкиот клуб бил и ќе остане како еден од водечите клубови.
сме му посветувале, повторувам, во кругот на можностите, поголемо внимание и сме му давале средства повечко. Другар Нестор, колку оваа година имате добиено средства од Општинска Совка? До сега сме добиле 150.000 стари динари, меѓутоа очекуваме наскоро да ни преведат уште околу 350.000 стари динари, така да некаде околу 500.000 стари динари према можните на Совка ќе ни бидат преведени. Дали тоа ги задоволува потребите? Ни оддалеку не ги задоволува потребите, бидејќи за работата во клубот требаат поголеми средства. Меѓутоа, можностите на Совка се толку и ние сме задоволни. Дали при финансирањето на пливачкиот спорт Струга е најдобра во Републиката? Дали тука треба и Пливачки сојуз на Македонија нешто да финансира, нешто да помогне? Повелете. Јас би рекол, не само Пливачкиот сојуз на Македонија што треба, него мене ми се чини се прави тука еден голем пропуск. Имено, зборувавме овде кај казавме дека постигнавме трето место во Југославија. Тога Пливачкиот сојуз на Македонија требаше да учествуват, да е таа наша иницијатива, односно да ги тој наш резултат подкренит и да го поддржават. Сметам, кроз пливањето, опште кроз водните спортови во градов, во Охрид, ние во Македонија можеме да се афирмираме. Само кроз водните спортови. Тука е пливањето, тука е веслањето, тука е и веслање на диви и сладки води. Сметам тука Пливачкиот сојуз многу пропушти, а исто толку можеби е и кај Совка, на Републичката Совка, која и таа требаше да го тој резултат увидит и да сторит нешто повечко, за да би се и понатака... И да даде пострек за нови постигања. Сигурно. Наскоро ќе ќе се одржи Републичкото првенство во пливање. Последниот пленум на Пливачкиот сојуз на Македонија донесе една ваква одлука. Сите клубови да бидат застапени во одделни дисциплини по 2 пливача. Дали тоа кај вас најде на поздравување или на отпор? Одлуката на Пливачки сојуз на Македонија кај нас најде на отпор од причина што сметаме дека таквата одлука ќе му штети на пливањето не на нашиот клуб, него воопште во нашата република. Со таа одлука клубовите ќе бидат усмерени на такмичењата од републички характер да носат по 2 представници, максимум 3. Со тоа се запоставува квантитетот, а со запоставување на квантитетот ќе опадне и квалитетот во нашата република. Ние се уште не сме дораснале и немаме толку голем број клубови и такмичари за да можеме да применеме на ваква одлука. Кај нас треба да се допуште на секој кој што сака да плива, да може да се такмичи, а после со тек на време, ако вистина во нашата република имаме толку многу квалитетни клубови и такмичари, да мораме да вршиме една редукција, можда би било некогаш таквата одлука би била корисна, али за сега само може да ни штети на пливањето во Македонија. Јас би рекол уште нешто. Годишното собрање на Пливачкиот клуб кој се одржа тука скоро, оштро ја потцрта ова работа и зеде став да по ова прашање уште неколку пати дискутират со надлежните во Пливачкиот савез на Македонија да им кажат дека наверно ставот е направилен. Резултат се уште од тоа немат, но се надеваме дека ќе најдеме неразбирање, затоа што, колку што рече Јацо, само може да му штетит на пливање во дадениот момент. Друго е кога ќе созреат условите и кога ќе се дадат можностите да бидат вакво едно пливање од 2-3 члена по клуб. Па веќе доста посветивме внимание на пливачкото првенство, на републичкото првенство. Да ве запрашам, што очекувате од него? Дали ќе го задржите приматот што го имате веќе неколку години? Да. Уверени сме во тоа. Ќе го задржиме приматот и на тоа работиме. Меѓутоа мора да се води сметка да се сето тоа биде објективно. Поготово што се однесува до ватерполо. Крајот на емисијата сепак би сакал да посветиме новија млади пливачи. Што очекувате после една ваква активност, после една ваква систематска работа да постигнете во идните години? Да, како што реков, да го одбраниме првото место, да ги подобриме резултатите и републичките рекорди, а во иднина да добиеме базен, бидејќи базенот е
голем услов, односно единствен услов за да може да се постигнат уште подобри резултати. Ако вака како е Струга, треба да знаеме дека е Струга спортски настроена. Ни се чини да во секој спорт би можеле да дајме максимум резултати. Меѓутоа, овде уште поќе. Ако при тоа имаме материјална база, немаме, кој што рече и преседников на клубов, немаме пливалиште. Али ако еден ден дојдеме до тоа пливалиште, наверно ние ќе можеме многу да сториме. Јас сум уверен да, како што и порано реков, овдека ни е местото во овај клуб, односно во водните клубови ни е местото на Струга. Макар да и во другите спортови не сме лоши и имаме толку клубови во сите републички парвенства, Струга заступена со 9 клубови од разни спортови. Сепак, вашето внимание воопшто на спортската јавност и на другите фактори во Струга е посветена на пливањето. Секако. Меѓутоа, не поради објективни причини немат она што би можело да биде и што треба да биде. А што се надеваме да во иднина ќе биде со евентуално изградба на валобранот кај што ќе се добијаме со пливалиште. Другари, ви благодарам.